Болниците од пандемијата излегуваат со 450 милиони денари загуба. Овие институции во овој период речиси целата енергија ја насочија во борба со короната, но неутрализирани беа другите активности, па парите од една беа насочени во друга насока, објасни денес министерот Венко Филипче. Во делот на буџетите, сите јавноздравствени установи функционира во рамки на тоа што име вообичаена 12-тинка од вкупниот буџет. Ние направивме една пресметка, меѓутоа дел од пресметката влегува во нивните регуларни трошоци, дел од пресметката влегува во потрошувачка која што е направена заради тоа што останатиот обем на работата беше намален, а вкупната сума изнесува некаде околу 450 милиони денари. Во однос на зголемените трошоци во периодот од една година, зад нас зголемени трошоци имаше и Кочанската болница, но колку е долгот на болницата, директорот Александар Серафимов избегна да каже. Многу зголемување на набавките, да кажеме за оксиген, овај течен оксиген што го земавме за ковид болницата, значи набавка имавме неделна набавка како што имавме 2019 на ниво на годишна набавка. Значи 52 пати повеќе сме набавувале. Да не кажувам за лекови, за скапи лекови што се дава за ковид болните. Повеќе пари од вообичаено во пандемијата мораше да има и на сметката на клиничката болница Штип. Овде во месеците на борба за здравје и живот, за пари никој не прашуваше, но кога главниот проблем заминува, сега на ред доаѓаат сметките. Пандемиската година на клиничката болница Штипи донесе енормно зголемување на трошоците. Најмногу пари се потрошени за кислород, реагенси, лекови и апарати кои завршија на инфективното одделение и модуларната болница. Изјави Марина Шуманска, портпарол на клиничката болница Штип. Колку точно овие зголемени трошоци на двете болници изнесуваат податоци, не се соопштуваат, но министерот Филипче вели дека тие нема во прашање да го доведат нормализирањето на болничкото работење.